Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на подкастот Делчево 365, последно издание за оваа година. Наш вечерашен гостин е градоначалникот на општина Делчево, господинот Иван Гоцевски. Каде се наоѓа Делчево? Што работи општината? Кои се плановите во иднина? Теми, прашања и одговори со кои се надеваме дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Градоначалник, добро вечер и добре ми дојдовте. Добро вечер, Биле. Добро вечер, Валери. Благодарност до вас како медиум, Делчево 365, до вашиот подкаст, што денеска, пред новогодишно, сум ваш гостин. Така. Овде и ќе зборуваме, како што и сами кажавте, за Делчево, за визијата на Делчево. Може би градоначалникот сакаше повеќе да зборува за него лично, за тоа какво дете бил и така натаму. Да имаме во живо вклучување на граѓани со прашање, но се надевам дека 2026 година и овој предизвик ќе го реализираме и ќе бидеме уште подостапни до граѓаните. Ете, ние ветуваме јавно дека во новата година ќе реализираме еден ваков подкаст. Благодарам. Кога би го опишале, еве сега Делчево со 3 збора, кои би биле тие 3 зборчиња? Интересно прашање за старт. Градот наш најубав и градот на Веводата. Две варијанти за старт. Што ве мотивираше да ја преземете функцијата градоначалник во општина Делчево? Добро, тоа е многу лично прашање. Прашање кое што многу пати ми го поставувано пријатели, да бидам искрен. Ако ме прашате дали имам сонувано како дете да бидам градоначалник, ќе ви кажам отворено дека не. Значи имам сонувано да бидам познат спортист, тоест фудбалер, да бидам познат агрофармер во државата, да имам голема плантажа, да имам ладилник, да имам голем откупен пункт, таму да се развивам. И она што во еден период од животот, околу 16-17 години, сакав да бидам офицер, воен офицер, може би од таму иде таа строгоста, но пресно беше, значи, коментар на татко ми вика, јас дојдов во Панчарево да направам куќа во Делчево, за да живеете со брат ти сложно цел живот, а ти сакаш да бидеш офицер, да ми бидеш под државата. И може би тука ми се срушија сите соништи и предрасуди да бидам воен офицер, затоа што бев скоро одличен ученик и тогаш на војна академија се запишуваат само одлични ученици и тогаш таа дисциплина, таа педантност и таа униформа ми беше предизвик. Може би тоа многу малку луѓе го знаат, тоа е разговарано само во круг на семејството, но искрено никогаш немал желба да бидам градоначалник. Со тек на времето судбината си реши да станам председател на општински комитет кој што добро се разви, се подигна морално, енергетски. Тимот кој што се окружи од професионалци околу мене. Имавме една победа на избори, подоа дојде локалните избори и може би еден телефонски poziv беше пресуден. Овде е мој личен пријател и еден пријател на Делчево, сегашен премиер на државата, професор доктор Христијан Мицковски, кога научив со колеги во Охрид, ми се јави и ми рече вечер ќе те предложам на извршен комитет да бидеш кандидат за градоначалник на Делчево. Таа одлука не ми беше премислена со семејството, но кога доаѓа од таков тип на човек кој што е докажан и посветен кон државата, немаше простор нити за размислување, нити за било што. Едноставно, значи, прифатив и веќе, да бидам нескромен, веќе знае дека сум градоначалник на Делчево. Значи, енергијата која што беше створена околу мене и предизвикот и подготвеноста, бев убеден дека ќе идам на избори како кандидат за градоначалник и дека ќе бидам градоначалник на Делчево. Може би тоа е во суштина и причина што сум денеска градоначалник. Тој повикот некаде од 4-5 минути со сегашниот премиер и со неговиот кабинет. И може би тимот кој што ми даваше буст и ветер во грб и кој што веруваше во мојата подготвеност. Сега кој е мотивот од денешен аспект кој што ми дава енергија и сила да работам за општината и за Делчево е пред се Делчево во основата. Тоа се моите сегашни колеги во општината, моите поранешни колеги во Брегал. Секако моите пријатели, моите роднини и нормално моето семејство. Ако би требало да издвојам освен Делчево како приоритет број 1 и Делчевчани и визијата за Делчево, може би ја издвоил сабанешната насмевка на мојата ќерка, која што е голем борец и која што не знам тоа детенце со сите проблеми кои што ги има, од каде ја црбе таа позитивност и таа насмевка за да сабаде дека ја носам на училиште, да ми дава елан и сила за да работам или некогаш и повеќе од 12 часа.
во интерес на општината и секако моите родители, мојата мајка, која што е многу добра на душа и многу посветена. Јас би рекла и голем борец. Да, и исто така многу голем борец. И секако мојот татко кој што чисто разум размислуваше многу брзо. Еве денеска е така поемотивен ден за нас како семејство, веќе точно 2 години како исто си замина и можеби тие коментари кои се по социјалните мрежи и во разговор со наши блиски пријатели, дека би бил горд што сега неговиот син е градоначелник на Делчево, можеби и тоа е мотивот и причината за да доколку некаде не гледа одгоре од небото да се вложам уште повеќе за да покажем и докажем дека Делчево ќе биде подобар град. Кои проекти сметате дека најмногу ќе го променат ликот на Делчево? Добро, јас како политичар и како градоначелник истовремено имаме политичка програма, имаме сега и општинска програма. Лично сметам дека новиот кеј на Брегалница ќе биде во основата на разбудувањето на Делчево. Веќе со поддршка од прекогранична соработка се е во изградба горниот тек на кејот. Со задоволство можам да ја информирам детската јавност дека на 3 декември веќе и помина и тендерот за дорегулација на кејот на Брегалница низводно, тоест од познатиот балон до под мостот на улица Индустријска, тоест до излезот на река Брегалница од Делчево. Ќе имаме еден многу убав проект кој што е финансиран од владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина. Тоа можеби е и во основата за 2026 кај што ќе се разубави нашиот град. Секако на тоа би додали реконструкцијата на мостот на улица Индустријска и нормално реконструкцијата на самата улица Индустријска. Таа е улицата која што е од Дали Компани па се до кејот на река Брегалница, една проблематична улица со години, кој што веќе се обезбедени средства таму преку владата на Република Македонија ќе бидат инвестирани некаде приближно 20 милиони денари, тука вклучително самата улица реконструкција со 2 тротоари, со улично осветлување и канализација која што е веќе поставена под самата улица. Тоа би додал и новите улици во централно градско подрачје. Тука станува збор на улиците кои што се зад детската градинка, нов пристап до сама детска градинка, нова улица во Басарица, нова улица за село Звегор и нови улици во спортско-рекреативен центар. Тие се така капитални и да не заборавам Видео Смилевски батов во Власеник. Тоа е така можеби најбитно кое што ќе го доразбави од инфраструктура нашиот убав град Делчево и можеби како што веќе најавивме јас како градоначелник и Министерството за спорт, реконструкцијата на руинираната спортска сала која што е во близина на градскиот стадион. Така да тие се така битни клучни работи кои што би му се случили во центарот на Делчево и кои што дополнително ќе дадат еден буст на самиот град. Што е она што следува како прво во 2026 година во врска со развојот на Делчево? Па добро, сите знаеме дека зимно време е многу тешко да се работи, затоа што температурите се ниски и не дозволуваат многу градежни активности. Од тука ќе биде и причината на реконструкцијата на Индустријска, затоа што моментално никако општина го чекаме и времениот режим за сообраќај, пошто таа улица е малку подолга и ние како општина мораме да направиме време режим за сообраќај, да бидат поставени знаци за да истата се и реконструира. Можеби најбитно е тоа што ќе се случи во јануари ќе имаме јавна расправа за генералниот урбанистички план. Значи ние сме веќе во финални подготовки за донесување на истиот, веќе ни е додефиниран со Одделението за урбанизам. Имаме некои измени направено да ги вклопиме визиите на новиот градоначелник. И со самите планери веќе се истите си донесени, но за тоа е потребна и јавна расправа во која што секој ден граѓани, секоја една институција, невладиниот сектор, приватниот сектор ќе имаат можност да дојдат и јавно да го кажат својот став и размислување за истото да може да се случи. Тоа е можеби и најбитен настан кој што ќе донесе идеен развој на самиот град. Друга битна работа е, јас доаѓам од приватниот сектор и можеби мојот најголем мотив и поделената рака од премиерот е тоа што си видиме дека ќе работиме на локалниот економски развој. Тоа што ние како општина Делчево сметаме да го направиме, секако со поддршка од Советот на општина Делчево,
е да ги оттугиме парцелите во центарот на градот, кои што се наши, се во интерес за развој на градот, донесување на нови објекти, капитални објекти, кои што приватниот сектор, било наш локален делчински, било некаде од остатокот од државата, ќе земат парцели и ќе инвестираат во било тоа да биде хотел, било тоа биде нов ламесен маркет, било тоа ретайл парк и така натаму, се со цел развивање на центарот на градот, развивање на самиот град и донесување на нови работни места кои што се и во основата на самиот развој. И секако се очекува една многу важна одлука уште во јануари, во која што владата на Република Македонија со одлука на влада треба ТИРС зоната во Делчево да ни ја даде во владение на општина Делчево. Тоест самата парцела ќе добие друг тип, нема да биде нели зона за странски инвестиции, ќе добие тип на зона во која што ќе можат приватниот сектор, било од општина Делчево, било од странство, било од остатокот од државата, да откупат парцела, да инвестираат и да донесат нови работни позиции. Тие се така три битни работи кои што ќе не следуваат уште во јануари, а кои што ќе имаат сериозен инпут за војнина. И друга битна работа е секако продолжување на новиот позитивен дух кој што е сега пред нова година. Значи ќе го воведеме нашиот нов проект со срце за Делчево, во кој што ќе биде од солидарен тип, ќе биде покровител општина Делчево заедно со невладиниот сектор, со социјалата и со Црвениот крст, каде што ќе имаме можност од нова година до стара нова година да обезбедиме колку е можно повеќе средства за да можеме да подадеме рака на колку е можно повеќе наши сограѓани. И друга битна работа е отпуштување во функција на веќе преведената опрема од страна на општина Делчево на здравствениот дом во Делчево, каде што тоа е една многу современа опрема, софистицирана опрема која што ќе биде ставена во функција на идната медицинска помош и секој пациент при самото негово пристапување во идната медицинска помош, овој апарат дава точна слика за тоа што точно се случува со самиот организам. Дали има срдечен удар, дали има мозочен удар, дали има бубречни проблеми, така натаму, така да тоа е можеби и ќе биде и во фокусот уште во јануари. И нешто многу битно да не го заборавам, организација, тоа е покровителство на општина Делчево за организација на Двеорска сурова како еден од можеби најзначајните културни настани во не само во општина Делчево, а и во нашата Република Македонија. Да. Како општината работи на здружување на младите во Делчево? Па да, веќе имаме напреднати преговори со невладиниот сектор, кој што побара од нас уште на самиот Буџетски форум да дадеме просторија во која што ќе биде користена за младите во Делчево. Ние како општина Делчево планираме уште во јануари да направиме младенски хаб, или поточно сега на 30 имаме совет на општина Делчево, каде што истиот треба се произнесе во тоа дали ние како општина Делчево ќе дадеме таква просторија. Јас како градоначалник заедно со мојата администрација веќе имаме најдена просторија. Тоа е просторијата во старото собрание поранеш, кој што беше на поранешни градоначалници на општина Делчево. Една убава просторна просторија која што има клима, има бироа и е многу погодна за младенски хаб, во кој што младите од Делчево ќе имаат можност да се дружат, да се здружуваат и да работат во интерес на граѓанството и во интерес на младите во Делчево. Еве сега на 29, тоа веќе утре, имаме манифестација спортистна годината која што ќе ја возобновиме и која што ќе стане традиција барем додека јас сум градоначалник на Делчево. Тоа исто така еден буст кој што им подава рака на младите спортисти, на младите на клубовите кои што офаќаат поголем број на млади, поголем број на деца и секако нашите планови се веќе во 2026 година да направиме барем еден тротоарт, кој што ќе имаме уметници кои што ќе парафираат низ градот, ќе ги забавуваат нашите млади и секако баскет фест кој што веќе ни предвиден во буџетот на општина Делчево. Тоа ќе биде или дводневен или тродневен настан кој што ќе има единствена цел, тоа е здружување и изближување на младите во Делчево. Како пак општината се грижи за социјално ранливите категории? Накратко да ни кажете. Па добро, јас можеби таму сум најмалку стручен во овој дел, но за среќа имам работници кои што многу добро ја познаваат социјалата. Да бидам искрен,
имаме и доста невладини организации кои што работат на територија на Делчево, кои што се професионалци во овој дел. Сега кои Црвениот крст, веќе ја донесуваме, веќе ја изготвивме програмата социјала. За прв пат оваа година јас воведов практика во која што нашата програма, која што беше изготвена од страна на нашата администрација, ја препратив до сите релевантни чинители кои што се многу подобри од мене во овој дел. Од нив добив многу добри препораки кои што лично јас заедно со моите вработени во општината ги вметнавме во самата програма, така да ќе имаме изголемени средства во однос на социјалата. Веќе ви спомнав за овие дополнителни манифестации и наши проекти кои што ние ќе ги имплементираме, кои што ќе бидат од хуман аспект. Сега тука имаме за прв пат финансирање на семејства кои што имаат деца кои што се лекуваат од друг тип на болести. Имаме, значи, дополнителни мерки за студентите, дополнителни мерки за социјална поддршка и помош, социјални пакети и така натаму и така натаму. Така да истата оваа програма мислам дека ќе биде донесена сега и на овој совет, така да за деталите и за се тоа што е вметнато во неа ќе биде јавно и транспарентно објавено. Нели сега во интерес на времето да можеме да ги офанеме сите теми. Ќе објавам јас на мојата Facebook страна, така да граѓаните ќе ги видат сите нови мерки кои што ние ќе ги вметнеме во само социјала. Сега нели во соработка со Центарот за социјална заштита во општина Делчево. Што значи за вас квалитетен живот во мала средина како Делчево? Сега денови актуелно е можеби амбиенталниот воздух. Знаеш, граѓаните, пошто ние сме важиме за еколошка средина, Делчево како мал град кој што е на повисока надморска висина со многу борба шума околу него, со убаво зеленило, можеби тоа и во основата. Значи, излегува информации и од нашата мерна станица и од Републичката дека и ние денови за жал имавме лош амбиентален воздух. За среќа, еве, благодарение и на вас како медиум Делчево 365 и на другите медиуми, можеби со кампањска работа успеавме да додиреме до свеста на граѓаните, до свеста на правни субјекти, за да внимаваме каков отпад сепак ние осигуруваме во нашите печки. Еве, овие последни 3-4 дена, откога направивме таква кампања, воздухот во Делчево е добар, тој е одличен за дишење, паднавме под 50 PM честички, но морам да признам, тоа не беше случај во последните 10 дена. Така да, можеби тоа е во основата да имаме чиста животна средина, да имаме одлични услови за дружење, за рекреација, да имаме одлични услови за живот и секако нели да работиме и ние како општина Делчево за подобрување на квалитетот на водата, пошто имаме одлична прочистителна станица, но треба да работиме на тоа истата вода која што е веќе пречистена да стаса до чешмите на секој еден жител, онака чиста како што излегува од самата прочистителна станица, така да тоа и во основата на нас како општина да работиме. Имаме проекти, имаме средства предвидено и во тој дел, но претпоставувам дека ќе дојдеме и до тоа, така да сега не би навлегува повеќе во детали. Доколку има такво прашање после за инвестиции во комунална инфраструктура, би кажал што е планирано за 2026 година. Така да тоа е, можеби за мен како градоначелник, е чист воздух и чиста вода за пиење. Тоа е во основата на се околу нас. Колку е важен за вас директниот контакт со граѓаните и како ги слушате нивните потреби? Па добро, јас за тоа, нели, за мен како градоначелник најбитни се барањата на граѓаните на Делчево. Поради таа причина имам и приемен ден во петок, секој петок од 10 часот до 2 часот. Некој пат останувам и до покасно. Значи првите петоци дури примав странки до 7 часот вечерта. Значи наистина граѓаните имаат многу барања, многу проблеми, многу конструктивни размислувања и за мен како градоначелник можеби тоа е и најбитно преку директен контакт со граѓаните да ги наоѓаме и проблемите. Затоа што едно е политичка програма, пред избори, а друго е секојдневни проблеми кои што произлегуваат од граѓаните, од страна на граѓаните и можеби решавањето на истите
во истиот тек е и во основата на брзиот развој на градот. Можеби јас, нели, како кандидат и како човек имам други мислења, други сваќања, но реално проблемите на граѓаните се малку поразлични и ние треба да видиме малку пластични во нашето работење за да можеме нивните проблеми, нивните барања и нивните конструктивни размислувања, има доста конструктивни размислувања, да ги имплементираме во општината, да ги решаваме за да нашите сограѓани бидат среќни и задоволни од нашата работа. Тоа што јас сум платен од парите на граѓаните, треба да работам во интерес на граѓаните. Како што бев платен од фирмата во која што работев 15 години и работев во интерес на фирмата, сега тука сум платен од парите на граѓаните и треба да се посветам исклучиво во граѓаните. Како и секој вработен на своето работно место. Можете ли да ни издвоите кој проблем најчесто го споменуваат граѓаните? Што на што најмногу го споменуваат? Тоа се повеќе се лични проблеми. Ако би требало да издвоам 2-3, не можам да издвоам 2-3 затоа што граѓаните имаат наистина многу проблеми. Можеби проблемот со уличното осветлување е проблем број 1. Нема да кријам, би кажала јавно, дека тендерот со кој што е моментално во функција, имаше набавени улични светилки кои што и покрај тоа што вработените во јавното комунално предпријатие ги текно ги минуваат, гореа за 3 дена. И покрај тоа што посветеноста на истите вработени да стасаат до секоја една улична бандера и да сменат светилка, после 3 дена исто гори. Затоа сега направиме нова нарачка и ќе пробаме во периодот до Божик да сите улици и сите села, нели во општина Делчево сите села, да ги поминеме уштеначка со новите улични светилки и да ги промениме. Тоа е така најчест проблем кој што еве на мене лично јас како граѓанин, како советник поранешен во општина Делчево, тоа никогаш нема да знае дека тоа е најголем проблем. Нормално справувањето со ѓубрето во градот е исто така проблем кој што граѓаните многу често го поставуваат како барање или како прашање, почесто собирање на комуналниот отпад од домаќинствата. Ова сега за среќа не е решено. Мислам дека максимално поставивме нови канти за колективно собирање, ќе поставиме сега и нови мали канти во Ново Делчево за селективен отпад, за пластика, како дополнителна канта плюс ова што е за групен отпад и секако проблемите со инфраструктурата. Значи имаме се уште во многу села, во многу населби во општината, тука би спомнал на селото Стрелиште, Стар Расадник, врвовите на први, втори, трети район, Дзеговска река, Пролет, каде што имаме се уште улици кои што за жал не се асфалтирани, но преку унгарскиот кредит голем дел од тие улици ќе ги решиме, ќе ги направиме уште во 2020 година и ни остане можеби само Дзеговска река како рак-рана на Делчево. За таму веќе имаме направено геодетско снимање, каде што точно ќе ги повикаме сите жители на селото Дзеговска река да се видат каде тие изгрешиле, каде имаат направено дивоградби и заедно како општина да се договориме дали да ги оставиме за да направиме ние инфраструктура патна или ќе бараме некој друг модел кој што за жал е многу тежок. Но веќе имаме направено снимање, имаме точни и прецизни мерки кој каде изгрешил. И можеби некој пат и важно да се погледнеме во очи, ние како општина, јас како градоначалник, нели служителите на селото Дзеговска река, затоа што можеби не може 15 семејства да страдаат во 2026 година, пошто веќе сме направо на 26 година, затоа што некој на времето преценил дека неговиот двор треба да биде со 50 квадрати поголем. Така да некој пат можеби треба да се пресече и да се овој проблем конечно да се реши. Тие се така 3 проблеми: улично осветлување, ѓубрето и депониите и секако инфраструктурата. Вашето досегашно работење како градоначалник, што е она што најмногу ве радува, а што ви е најголем предизвик? Тоа е исто многу лично и многу така прашање кој што искрено не го очекував. Јас како кандидат и како граѓанин, додека ги собиравме идеите за Делчево, напишав како идеја дека сакам да обезбедам колку е можно повеќе детски насмевки во Делчево. Да бидам искрен, во овие 2 месеци како станав градоначалник, многу дечиња поминаа низ мојот кабинет. Остави следа преку неразни настани со многу дечиња и можеби тоа е она што најмногу ме радува. Кога гледате дека дечињата се срекни,
верувате дека нема посреќен градоначалник од тоа дечињата од неговата општина да бидат задоволни. Да бидат насмејани. Насмејани. И можеби тоа е она што најмногу ме радува. Најголем предизвик, не можам да извадам кој ми е најголем предизвик, можам да кажам 3-4. Тоа е на прво место секако големиот долг на општина Делчево. Веќе разговарав со релевантни чинители за можностите како да го сервисираме овој долг. Откочување на проблемите на планината Голак. Таму знаеш дека имаме еден спор со Македонски шуми, кој што за жал е во основата на неразвојот на Голак, би го рекол. И секако изновање на можност за урбанизација на нова парцела за нови брачни парови. Нема да речам млади брачни парови, затоа што е нови брачни парови, кои што ќе можат да откупат парцела од општината за поповластени цени по 1 евро на квадрат, за да можат истите да си направат нов дом за живење и така натаму и така. Тие се така трите основни предизвици кои што јас како градоначалник имам можност да ги работам во овие 4 години кои што ми преостануваат од мојот мандат. Ајде сега кажете ни како изгледа еден ваш обичен работен ден. Па, градоначалникот на општина Делчево не може да има обичен работен ден, доколку сака да работи во интерес на општината. Мислам да не се лажеме, не е лесно да се биде градоначалник. Не е лесно од причина што најмногу страдаат блиските, сопругата, семејството, мајка ми, брат ми и со неговата фамилија, затоа што многу малку време останува за жал за нив. И посветеноста и привилегијата која ми е дадена да бидам градоначалник, сакам да ја оправдам. И понекогаш се работи и по повеќе од 16 часа. Значи 12 часа се би рекол секојдневни, а некој пат останувам и повеќе од 16 часа да нели јас како градоначалник во мојот кабинет со куп документи кои што сакам лично јас да ги проверам, пред да ги потпишам, со разгледување како работат поискусните градоначалници од другите општини, како работат градоначалници кои што се докажани во други држави, собирање на идеи кои што би ги имплементирале во нашата општина. Инаку градоначалникот почнува да работи од Чесипол, Сабајле. Овој градоначалник веќе е во позиција, работна позиција, и носејќи ја мојата ќерка на училиште од 7,5 часот, па некаде до досните попладнени часови сме фокусирани во работењето. Инаку, на нормалните обврски кои што се во основата на развојот, купувите на документи, купувите на средбите со секторите од општината на дневна база, со раководителите на самите сектори, со вработени кои што сакаат да дадат идеја, пошто јас на последниот колективен состанок поборав од нив. Секој ден кој што мисли дека нешто треба да му се имплементира во општината, слободно може да затрупам на мојот кабинет, да дојде да ја каже, и само така можеме да дојдеме напред. Така да тоа е така изгледа еден ден на градоначалникот, кој што се уште работи со наследена администрација. Нормално сега 2020 година ќе внесам нови луѓе кои што работеле претходно со мене, кои што ќе ми помогнат јас како градоначалник да се растеретам, за да можам почесто да лобирам во министерства, во владата, за да можеме колку е можно повеќе средства да донесеме за Делчево. Затоа што тоа е работа на градоначалникот, треба да донесе свежи сили и свеж капитал во општината. Така да сега до новогодина е така, од новогодина натака ќе мора да менуваме во интерес на општината. Ние ќе продолжиме да бидеме транспарентни и отворени за граѓаните и за секој ден, но мораме да работиме и во изнаоѓање на средства кои што ќе бидат инвестирани плюс во нашата општина. Како го гледате нашето Делчево во 5 или 10 години? Значи да бидам искрен, после 5 години го гледам Делчево видно модернизирано и уредено. Уште сега во првиот буџет, пошто ово ќе биде мој прв буџет 2020 година, кој што ќе биде историски најголем, ќе биде приближно пола милијарда денари, и ќе биде приближно 100 милиона денари во капитални инвестиции, уште сега во 2020 година ќе допринесе дополнително да се модернизира Делчево,
за да биде уште по-атрактивно за туристи, уште по-атрактивно за нашите сограѓани кои што се иселија широм светот, за да доаѓаат почесто, да не посетуваат и секако, дај Боже, некој да ни се врати да живее овде заедно со нас. После 10 години, да бидам искрен, го гледам како, ќе бидам нескромен, како епицентар на Истокот или како втор град по развиеност во Истокот после Штип, затоа што на Делчево му следуваат многу важен капитален проект, тоа е изградбата на експресниот пат Кочани-Делчево, кој што дополнително ќе ја зголеми атрактивноста на самиот град, близината со остаткот од државата и заедно со реконструираниот патен правец кој што ќе се случи 2020 година од село Звегор до граничен премин и нов граничен премин, дополнително ќе биде град кој што ќе има добра фреквенција со главниот град и со Бугарија. Така да, после 10 години искрено го гледам Делчево како многу развиен град. Град кој што со овој проект сега кој што го кажав, значително ќе ја зголеми својата атрактивност за инвестиции во Делчево. Заедно со новиот модел на зоната индустријска во Делчево, заедно со новите најавени инвестиции во Делчево, веќе имаме две потврдени, мислам дека ќе ни се случат уште во 2020 година. Едната е странска инвестиција холандска, која што ќе гради погон за изградба на цвеќиња, со најавени 85 нови вработувања, веќе имаат локација откупено, со платени комунални, со одобрение за градба, и втората е инвестиција која што ќе прави картонски опаковки за секако вид на производи. Ова е инвестиција која што е од државата, не е од Делчево, која што ќе направи погон во Делчево и мислам дека тие неколку работи на Делчево после 10 години ќе му дадат сериозен буст и сериозен развој и секако со самиот развој на градот можеби еден апел до приватниот сектор во Делчево да се инвестира многу повеќе во туризмот, затоа што Делчево станува една атрактивна локација за посета и мислам дека тука сериозно треба да и нашите стопанственици и ние како општина заедно да се здружиме за да го подигнеме капацитетот и квалитетот на туризмот. Паралелно на тоа и ние како општина во интерес на развојот 10 годишен, веќе отпочнавме да правиме платформа Дестинација Делчево, за која што има поставени билборд во центарот на градот со QR код каде што секој еден странец ќе дојде ќе го сканира и сите наши локалитети, познати точки, сите наши херои кои што се од Делчево, сите значени места ќе можат да ги посетат лично, без туристички водач, самите, затоа што има преку GPS истите ќе може да ги посетат. Така да тоа е и во основата на ние како општина овие локалитети да ги уредиме, да ги средиме, за да не се обркаме пред странците и пред луѓето кои што го посетуваат Делчево. И тука го гледам Делчево на подолг рок, заедно со подобрената инфраструктура, со инвестициите во туризмот, да бидеме втор град на Истокот после Штип, во што и сум и убеден. Каква порака би им упатиле еве на нашите сограѓани преку овој наш подкаст? Тука можеби зело ги издвојам сограѓаните кои што живеат во Делчево и оние кои што живеат во државата и надвор државата. На нашите сограѓани кои што живеат овде е да ја сакаме повеќе општината, да се вклучиме максимално секој еден поединец за развојот на истата, да го чуваме она што ни е веќе дадено, веќе направено, да се радуваме на она што ги ни се направи и да го чуваме исто како и тоа што ни е направено, да водиме поголема грижа за секој еден поединец и нормално да ги препознаваме сите настани кои што општината ги организира, било тоа дали од делна култура, друг тип на манифестации, спортските надпревари, вашите настани кои што се од библиотеката, пошто вие таму сте директор, да го цениме малку повеќе своето. Затоа што ние сме тука, општината не секогаш може да излеgne во сусрет на секој, но она што го правиме да биде препознаено од граѓаните. И секој еден во неговите работни активности да се вклучи. Ние ќе имаме и
акции за собирање на смет, на ѓубре, ќе вклучиме граѓански сектор, ќе вклучиме невладини организации, но секој ден треба да се вклучи. Значи, општината не е на Иван Гоцевски како градоначалник, не е на никој, општината да е секој. И една оставичка проект не може да направи. Значи, мора секој да се вклучи максимално во делот на развој и на очување на нашата општина. Тоа е пораката кон граѓаните кои што живеат овде. Кон граѓаните кои што се во државата, им препорачува почетно да не доаѓаат во Делчево, да ни помагаат колку е можно повеќе со нивните контакти во градовите кај што живеат, затоа што ние сепак сме периферна општина која што за многу од услугите имаме потреба да патуваме и за Скопје, и за Штип, за Битола, за Прилеп, било каде. Така да ни помагаат со сите нивни ресурси колку е можно повеќе. Ние како општина планираме да направиме еден убав настан за сите наши луѓе кои што оставиле белег во државата, било на кое поле. Тоа би требало да се случи сега на Водици, каде што ќе ги поканиме сите наши сограѓани кои што се во државата, кои што се докажале и покажале дека умеат и знаат како да работат во нивната област, и ќе направиме еден совет на интелектуалци кој што ќе има единствено за цел да биде репрезент на Делчево во државата и советодавно тело кое што ќе ни дава мислење и размислување за тоа како ние треба да се подобриме. И пораката до нашите сограѓани кои што не поради нивна причина се иселија ширум државите, да го препознаат нашиот труд, колку е можно повеќе да инвестираат во нашата општина, колку е можно повеќе да инвестираат во преку општествена одговорност, било тоа за потребите на здравствениот дом, на општината, на полицијата, на пожарната станица, на училиштата, на градинката и така натаму, на вас како библиотека. И секако, дај Боже да ние да створиме услови за да инвестираат и во развој на бизнисот. Ние имаме доста наши сограѓани кои што успеале во бизнисот во широм светот и нивните знаење и искуство да ги имплементираат овде. Веќе имаме такви позитивни случаеви во делот на диспечерството, но верувам дека можеме да се развиваме и во многу други сектори и со нивниот капитал, со нивно знаење да обезбедиме колку е можно повеќе работни позиции на луѓето кои што живеат овде во Делчево и на луѓето кои што можеби сакаат да се вратат, но и на луѓето кои што се од соседните општини кои што можеби ќе препознаат Делчево како нивна нова општина и ќе дојдат овде да работат и да живеат. Затоа што ние веќе имаме комплекси, имаме позиции каде што дополнително ќе се развиваме како општина, имаме нови изградба на колективни стамбени единици, така да тоа е пораката до тие три групи на граѓани. На крај на овој наш разговор, каде ќе ја дочека градоначалникот новата 2026 година? Сега често се смееме дома и со супругата и со пријателите. Јас сум човек кој што многу малку сака да патува и многу малку сака да оди негде. Повеќе сакам да си седам дома и сега баш се зафркаваме со супругата и со пријатели. Можеби единствениот бенефит за градоначалникот што со сигурност го добил од позицијата градоначалник е што за нова година мора да се биде дома. Тоест по служба му следува истиот да ги исконтролира и да ги посети сите битни точки во општината. Тука е граничниот премин, Македонија пат еве сега оваа година за прв пат, здравствениот дом, полициската станица, пожарната станица и ќе биде дома. Мислам ќе биде во Делчево, нема да биде негде надвор. И со пријатели блиски да ја дочекаме новата година. Иако вие имате официјална новогодишна честитка до граѓаните, меѓутоа еве и во нашиот подкаст вашата новогодишна честитка до граѓаните? Па добро, нели како што сами кажавте, ние деновик имаме и официјална честитка за нова година од кабинетот, но еве и преку вашиот подкаст и како ваш гостин, да им поскам да бидат пред се живи и здрави, да имаме берикетна 2026 година. Дај Боже да ни се родат многу повеќе дечиња од претходните години, затоа што тука бројката ни е многу сериозна. Да им посекам да бидат посветени кон пред се комуните семејства, потоа да бидат посветени кон општината и многу радости заедно на мене како градоначалник и на нас како општина, заедно со сите граѓани на општина Делчево.
Јас ви благодарам за овој вечерашен разговор. Ви посакуваме убави новогодишни и божикни празници, убава и успешна нова 2026 година. Благодарам за поканата, сме живи, здрави сите ушеднашка и да успееме сите заедно. Вам, почитувани гледачи, исто така ви посакуваме убави новогодишни и божикни празници. Нека новата 2026 година на сите нас ни донесе многу љубов, здравие, среќа, берикет, пари и се што ќе посакаме. Се гледаме во новата година. Убава вечер.